Покрај мајките и татковците да земаат паричен надоместок за трето дете бидејќи постои нееднаквост и правна несигурност, Народниот правобранител Иџет Мемети поднесе иницијатива за изготвување предлог за изменување и дополнување на одредбите од Законот за заштита на децата. Според него, надоместокот за трето дете имал недостатоци кои водат кон дискриминација во остварување на родителското право и штетат на правата на децата како и на семејството во целина. Кога се има трето дете, барање за родителски додаток за трето дете може да поднесе само мајката, што значи се дава приоритет на едниот родител. Тоа значи дека таткото не е еднаков со мајката. При тоа не се води сметка за целта на давањето на наведениот паричен надоместок, односно подобрување на животниот стандард на децата во семејството. Новиот предлог закон предвидува и таткото да има право да аплицира за трето дете, бидејќи со примената на досегашниот закон, татковците биле обесправени, информираа од канцеларијата на Народниот правобранител на денешниот брифинг со новинарите. Например, ако жената не врши редовни гинеколошки прегледи, тогаш таа нема да може да го оствари правото на надоместок за трето дете. Лицата кои се борат за екзистенција и нивните деца не може да ги испратат во училиште, исто така се ограничени и остануваат без ова право, но доколку таткото се грижи повеќе за детето, го носи редовно на вакцини, го запише на училиште и го следи во целиот процес на раст и развој, тогаш зошто да нема право да го оствари правото на надоместок за трето дете? Според нив, досегашниот закон за надомест за трето дете се во спротивност со принципите на правичност, хуманизмот и солидарноста како темели на вредности на Република Македонија.